Не. Нема да погоди што смислив. Не знам, Ева. Ај погоди. Не знам. Ај погоди. Не знам. Ај погоди. Ева. Што? И ќе ми кажеш Што? тоа што го смисли. Зашто? Не знам, Ева, ти дојде тука возбудена и рече дека си смислила нешто. Да, Адам, јас мислим да бидам попаметна. Така. А како жити Бога планираш да го направиш сето тоа? Се сеќаваш кога ни рече Бог. Преки. Се сеќаваш кога ни рече Бог дека смееме да јадеме од родот од секој дрво во рајот, само дека не смееме да јадеме од родот што се наоѓа на дрвото на среде во рајот и ќе умреме. Да, и? Јас решив да јадам од тоа дрво за да станам попаметна. Ева, јас немам зборови. Ни јас. Не, навистина, некогаш умееш да се надминеш самата себе си. Значи, ти смисли да јадеш плодови од кои што ќе умреш за да станеш попаметна. Да. И ова сосем сама го смисли, баш никој не ти помогна. Сама? Не, те лажам. Ми помогна едно вака што е, едно вака тука што има и што прави... Ева, што е тоа едно вака тука што е и овде вака што има и вака што прави? Камила! Камила! Ева, ти си зборувала со Камила! Зборувам со Камила, Ева, прекини. Значи, Камилата ти дала гениален план како да јадеш плодови од кои што ќе умреш за да станеш попаметна. Да. Добро, Ева, јас нема да те прашам како успеа да зборуваш со Камила. Зборувам со Камила. Ева, очигледно Бог. Прекини. Очигледно Бог ти вдахнал некаква моќ да разговараш со суштества со кои што имаш ист коефициент на интелигенција. Она што мене ме интересира е како успеала Камилата да те убеди дека со консумирање на отровно овошје се станува попаметен. Како? Да не вршеше тестирање пред тебе, вака. Знаеш како? Таа се качи на дрво и ми рече, Ева! Камилата се качила на дрво. Да. Ева, ти знаеш што е тоа Камила? Да, едно вака што е, едно вака тука... Ева, Камилата е големо животно, парнокопитен цицач и не се качува по дрвјата. Сигурно? Најсигурно, Ева. Оти тогаш ова се качи на дрво? Оти не била Камила. Оти тогаш ме рече дека е Камила? Не, Адам, не, таа не ми рече дека е Камила. И јас си помислив дека е Камила. Не, Адам, не, Камила е она што не се качува по дрвјата. Знам. И, Ева, кој животинче беше? Значи не е Камила? Не е Камила? Тако е... Лијак. Лијак, значи. Добро, нека биде лијак. Дефинитивно лиљак. Дефинитивно лиљак. Или буф. Лиљак. Не, буф, лиљак, не, буф. Од секогаш ми се мешале тие двете. Не, лиљак, буф, не, Ева, ти дефинитивно сакаш јас да се самозапалам тука, така да се самозапалам или да си ја расцепам главата. Дефинитивно да се самозапалам или да си ја расцепам главата. Од секогаш ми се мешале тие две. Змеја! Каде? Застани. Ти рече змија. Да! Змијата се качи на дрво и ми рече, шо прежива Арна? Арна сум, велам, ти добра сум. Шо прејадам? Добар е, многу ме сака. Нема избор. Само
Понекогаш ми се лутиот и не сум многу паметна. Ами, оти ми вели ни си земиш од ова дрвото? Да не е тоа дрвото што ни рече дека Господ дека не смееме да јадеме од него? Тоа е, вика, тоа е, ама да си земиш и ич да не се секираш. Ако те лажам, да дојдеш и да ме плукнеш, а? Така. Добро, Ева, јас гледам дека ти уште немаш јадено од плодовите, ама планираш. Да, ете сега, откако си замина змијата, јас заборавив од кое дрво требаше да соберам и собрав од сите. Зато сега јас ќе јадам, а ти ќе ми кажуваш кога ќе станам попаметна и ќе речи стоп! Стоп! Немој да претерам. Никако, никако. Така и после двата паметни ќе си видиме. Ајде! Ева, не се лупи, Ева, се лупи тоа. Не! Ова е глушец. Не, ова е шишарка, кукуличка. Не можеш ни тоа, Ева, ајде. Ова веќе не се издржува. Ова, Ева. Збогум, Ева. Ај, одиш, Адам! Нигде кај да одам. И ова е фалично. Уште сум жив. Уште сум жив и сега сваќам дека ти ми си судбина. Ти ми си судбина и јас те сакам.